во кратко, целокупната расправа се врти само околу еден аргумент, а тоа е аргументот дека владата навистина одделила определена количина средства од буџетот и ги усмерила за набавка на електроенергија, газ и слично и така натаму и така натаму. И тоа е работа на владата помеѓу другото. Меѓутоа, за да дојде владата во состојба да го прави тоа, мора да се створат некакви предуслови. Значи, владата по својата, државата по својата и владата по својата длабочина имаат институции кои се под нив, министерства, агенции, разни државни предпријатија на кои енергетиката им е основна работа. Значи, тие институции, ниту една од тие институции не си ја завршиле својата работа. Нивна работа била да антиципираат можна криза со електрична енергија и да навлезат на пазарот на електрична енергија однапред да работат за да можат да се очуваат одреден број од средствата на граѓаните кои купуваат електрична енергија. Исте тие институции можеле да антиципираат, затоа што целиот свет знаеше дека престои и гасна криза, да набават, да влезат во набавка, да влезат во меѓудржавни разговори, да обезбедат на соодветен начин топлинска енергија и системот да може да функционира нормално, односно цената која сите ќе ја платиме да биде многу пониска. И тоа е елементарна логика на настаните. Значи, ниту една од институциите кои биле надлежни за таа работа не ја завршила својата работа. И владата нормално посегнува по кризна состојба. Овдека сите зборуваат, Германија поулавеле цените, скоклеле високо, меѓутоа во Германија кога скокна цената на електричната енергија и на газ, први настрада директорите на големите гасни и енергетски компании. Веднаш беше шут карта. Значи, шут карта во момент затоа што не успееле на време да обезбедат средства државата да функционира нормално. И се ќе биде во ред и целокупната ваша одбрана ќе биде коректна и конструктивна и ќе ја прифатиме доколку владата во моментот кога скоро сите државни институции кои се занимаваат со енергетика ги сменеше директорите. Дали еден од луѓето кои е надлежни за набавка на електрична енергија на газ поднесе одговорност некаква? Не. И затоа се сосема оправдано се наметнува прашањето за одговорноста на владата. Затоа имаме ситуација, сами себе се кризираме, сами себе си воведуваме криза. Затоа што никој не понесува одговорност. Да понесеше некоја одговорност, овдека немаше да дискутираме половина од дискутантите. Напротив, ќе кажам, браво, конечно во оваа држава, некој собра силе и храброст да удри по енергетската и по било која друга мафија во државата, која ги креира политиките кои се на штета на граѓаните. Па зар тоа никој не го гледа? Мислите дека никој не гледа? Мислите дека никој не гледа дека цената на електричната енергија во светски размери отиде високо, никој не гледа дека гасот отиде многу високо. Значи, само ние овдека гледаме и само ние овдека наоѓаме аргументи кои не се никакви аргументи. Суштински, аргументите не вредат без одговорност. И кога владата ќе биде спремна да ги примени своите атрибути на државност, да воведе ред во овие области, тогаш ќе можеме да кажеме дека владата до крај ја завршила својата работа. Вака владата ја завршила својата работа само половичност, затоа што само тоа е и работата. Иначе што е друго работа на владата? И кризната состојба сама по себе подразбира дека владата си презема на себе одговорност за управување и располагање со државни ресурси, а тоа значи дека она што не го сработеле компаниите, таа да го направи. Компаниите не сработеле ни струја, ни газ, тие исти компании се во девијации невидени и замислите на тие исти компании кои ништо не направиле. Владата им дава пари да стопанисуваат со наши пари да набавуваат електрична енергија и газ по ненормални цени. И никој не знае по кои цени се набавуваат. Да ги рачистиме некои работи. Дали некој се обрати до владата на Руската Федерација да побара да влеземе во некако гасен аранжман? Јас гарантирам не, сега ќе ви кажам и зошто.
се служи како оправдување за нешто. Да не се јавиме сега ние на Русија, ние сме сега НАТО, па тоа што Германија и другите западноевропски држави доведуваат, земаат од Русија газ, тоа нема везе, не е битно. Важно ние да се покажеме колку сме правоверни. Меѓутоа не станува збор за правоверност, туку станува збор за невидена манипулација. Не се обраќаме на адреса каде што можеме да добиеме, иако повеќе од половината ресурси на газ на гасниот пазар ги контролира Русија, затоа да можеме преку рака, по кој знае какви цени, по кој знае какви врски, да набавуваме слободно газ. И прашувате која е тука злоупотребата? Па мислам сега на паметен човек, доволно му е ова. Не треба повише да му кажувам. Затоа што ние не знаеме уште како се набавува газ, по кои цени набавува газ, кој набавува газ. Знаете? Мало сутра. Така да од тој аспект не би сакал да навлегувам за модалитетите како можеше да се решава оваа работа и не би ја споменувал Србија да не добие некаква чудна конотација. Можевме и со Бугарија да влеземе во гасен аранжман. Многу мали се количините на газ кои се потребни на Република Македонија за да ги задоволи потребите кои ги има. Многу мали. Можевме со мал меѓудржавен договор со нив да си ја завршиме работата и да немаме проблеми какви што имаме. И цената сигурно ќе беше пониска. Меѓутоа, пак се велам, сите изговори се користат за да може слободно некој да настапува на пазарот и слободно да крчми народни пари и да купува газ по која сака цена. Тоа е главниот проблем. И на крајот доаѓаме до она што мислам дека можеби е и најголемо оптеретување. Многу брзо и многу лесно се научиме да воведуваме кризни состојби, иако понекогаш и во поголем број сега да бидеме искрени сите, кризните состојби се резултат на надворешни влијанија. Меѓутоа, мораме да бидеме искрени и да кажеме дека добар дел од кризните состојби произлегуваат и од надворешни влијанија. Владата нема никогаш да повлече одлука да воведе кризна состојба, институциите да ја функционираат. Така да, тој аспект се научивме да живееме во кризни состојби, што значи дека државата не ни е во криза, значи туку е толку многу оптеретена со криза да просто не преостанува и она што е, например, криза со растот на цените, утре можеби на некој ќе му текне да воведе и кризна состојба во врска со цените на пазарот. Како тргнала работата, можеби некој ќе му текне да донесе и заради односите во државата кризна состојба и за владата. Така да тој аспект останува она последното, го зборев минатиот пат да не се повторувам. Не се меѓународните околности такви, меѓутоа ќе дојдеме во ситуација заради сето ова што ни се случува, некој на нас од надвор да ни воведе кризна состојба, а вие многу добро знаете што тоа значи. Ви благодарам на вниманието.